во пресред на Светскиот ден на туризмот, кој што е на 27 септември или поточно во сабота, сметавме дека е добро да реализираме една таква тема. Впрочем, утринска на Телма и во своите минати изданија или сезони се осврнува почесто на туризмот, особено кога зборуваме за дојдовниот туризам и како Македонија да стане се поатрактивна и актуелна земја за посета од страна на туристите кои што доаѓаат од другите држави. Статистиките кажуваат раст или покажуваат раст, но Македонија е се уште скриен бисер на Балканот, она кое што меѓу другото го коментираат и странските туристи кога ќе дојдат и кога ќе ги доживеат убавините на нашата земја, особено природните убавини, и затоа е потребно или неопходно да се развие една национална стратегија како и на кој начин да се привлечат се поголем број на туристи. За стратегијата, за плановите и за тоа што е потребно да се превземе сме зборувале и во минатото, со очекување дека барем чекор по чекор работите ќе одат во подобра насока или ќе напредуваат, па во текот на следниот разговор ќе видиме докаде сме на тоа поле. Инаку што се однесува до одбележување на Светскиот ден на туризмот, секоја година има своја тема или мото. Оваа година е туризмот и одржлива трансформација темата, а целите се за подигнување на свеста за улогата на туризмот, социјална, економска, културна и влијанието што ги има на локалните заедници. Промоција на одржлив туризам, да се охрабрува развојот на туризмот кој е еколошки, културно и економски одржлив. Меѓународната соработка и културната размена, туризмот може да биде мост помеѓу различни култури, да го поттикне разбирањето, толеранцијата и пријателските односи меѓу земјите, и тоа е факт кој што ќе ни го потврдат и туристичките работници. Сметавме дека и за нашата утринска тема треба да слушнеме и какво мислење имаат граѓаните, барем оние кои што сакаат да одговорат и кои што Марија ги сретна. Ајде да слушнеме или да видиме анкетата во приложение. Генерално, како го оценувате развојот на туризмот во Македонија? Па слаб е. Добар е, али не е многу афирмиран. Затоа што имаме доста благодети што може да се видат. Кајна се многу, да не кажувам сега, не е чист, не е уредено, мислам, средено, не е во тој смисол. Еве го смето гледате самите, да. Има некои туристи што сака да се интересираат за Македонија. Има некои доаѓаат прв пат или втор пат и ние ги прашуваме. И они викаат многу убаво е тука. Луѓето се пријатни, убаво место е. Има доста места што ги посетуваме, а посебно ја сакат нашата храна. Средно. Кои локации во Македонија вреди да се посетат? Дали градови, дали културни наследства? Се разбира, Охрид прво. Охрид, пак Скопје како главен град. А Битола како многу значаен град за ова наша држава. Локациите што се на планинските локации, тие што се во, мислам, руралните средини, во тие, тоа мислам да се посетит нашите македонски, мислам, обичаи што ги имаме таму. Најпосетеност е Мајка Тереза, мостот тука, повеќето идат и у Матка. У Матка го посетувам. Освен Скопје? Охрид, да. Охрид и Скопје. Да. Целиот град е убав. Мислите во цела Македонија? Цела Македонија. Охрид, Маврово, планините, тоа и нашиот град. Охрид и Битола. Ниедна. Што ќе видат. Прво дојте еден ден во Драчево да снимите, па после да ви кажам какви локации се убави. Па дојдете да ви викам. На улица Киропета 44 да видите во што живееме и како. Затоа не е вредно за посета од страна на туристите. За ништо. Ке си ода со, мислам, со разни мисли од овдека. И никад нема да му текне да дојде во Скопје. Две локации. Матка, прва е стварно интересантна е и водно, да се види целата околина на Скопје. Освен Скопје? Освен Скопје, па добро сега го имаме Охрид, мислам, после Битола интересантна, доста стар град, така. Виничко кале, имаме доста локалитети, што може и Стоби. Имаме доста локалитети, богати сме. Ке се согласиме, да. Богати сме, имаме многу работи кои што треба да ги промовираме и на кои што треба да се гордееме, а истовремено подеднакво важно, па дури и најважно е да знаеме како да го оцениме и чуваме особено главниот град, но и останатите градови кои што се атрактивни за туристите, кои меѓу другото во многу почести случаи знаат и
повеќе да ги ценат од нас самите. Вистини кажа дел од граѓаните кои што ги сретна Марија, но ние се разбира стручно ќе се осврнеме на оваа тема за нашата убава Македонија и за дојдовниот туризам, кој тоа како треба да го разработиме, но за тоа е потребна една добра стратегија и што правиме на тоа поле или во таа насока. На оваа тема денес во студиото зборувам со Драгана Панкова, оперативен менаџер од Националната асоциација за дојдовен туризам, и Марија Митреска, која што е оперативен менаџер на Балкан Prime Tours. Добро утро за вас и добро дојдовте во денеска недела. Добро утро, добро најдовме. Ги слушнавме коментарите на нашите граѓани, барем дел од она кој што нели Марија го забележа. Вие веројатно или вашето и работно искуство исто така има реакции или да речеме коментари и од туристи и од наши граѓани со кои што се соочувате, но фокусот е токму во промоција на дојдовниот туризам и од тука може за старт да кажеме која е оценката или како го оценувате моменталниот развој на домашниот туризам во Македонија? Дали нашите граѓани повеќе избираат домашни дестинации наместо странски? Па за време на пандемијата беше развиен, мислам, значителен пораст имаше домашниот туризам, бидејќи граѓаните се ориентираа кон домашните дестинации. Потоа, повторно се зголеми патувањата кон странските дестинации. Да, реално нашите домашни туристи тука се само претежно за викенд, бираат викенд дестинации, меѓутоа за поголеми одмори одат надвор од државата. Од тука веројатно е потребно да некако и интересот или желбата за домашните туристи се зголеми или за посета на некои места, особено како велиме делови од нашата држава кои што се исто така актуелни за туристите. Можеме да ги поделиме туристичките региони кои што се најпосакувани или најпосетувани од страна на странските туристи и градови, се разбира, оние кои што туристите барем најмногу ги одбираат или пошто впрочем и ги привлекува да дојдат, дали се тоа некои информации кои што постојат од државата од кои што доаѓаат конкретно за нашата земја, дали е тоа впечатоци од туристи кои што веќе биле и така натака. Претежно дестинации кои што се најпривлечни за туристите се Скопје, Охрид и Струга. Мислам, Скопје и Охрид се затоа што е поради езерото, Скопје поради урбаниот туризам, да. Така што Скопје е центар кој што има претежно тука се главните авиолинии и доаѓа некако и како транзит место плюс. Точно, но сега мислам дека доста голема посетеност има и на Маврово, Берово, Крушево, значи поради авантуристичкиот туризам, планинскиот туризам, екотуризмот, исто така и Тиквешкиот регион поради вината е доста посетувана дестинација. Како дел од оваа област или како туристички работници, да кажеме, кои што сте долги години во туризмот, веројатно можете да ги потенцирате, да ги забележите оние недостатоци кои што можеби постојат во нешто што би требало да исто да постои, а тоа е една стратегија, за да може да зборуваме и малку по-позитивно, да речеме, за дојдовниот туризам и од страна на домашните туристи, но и од страна на странските туристи. Бидејќи ги споменавте Скопје, што често пати се споменува Скопје и факт е дека е посетувано на страна на туристите, да се зголеми таа бројка на градови на места кои што ги посетуваат туристите, а истовремено да се промовираат другите места. Зборуваме и за руралниот туризам, за нешто што исто е привлечно, гастрономијата, често пати ја спомнуваме македонската традиционална храна, од која што се фасцинирани туристите и сето на кои што сакаат да го видат, и некако се менува трендот и во туризмот, се бара нешто ново и поинакво или нешто поразлично од досегашните добро познати европски дестинации. Па ме интересира какво е вашето размислување на ова поле, пред се како размислување на некој што работи во област на туризмот, а исто така и како делување со оглед на вашата професија. Од двете може да слушаме. Во поглед на стратегија, искрено за жал на државно ниво немаме стратегија. Изминативе години се надевам дека во иднина ќе имаме стратегија. Некој можем да кажам дека во однос на иницијативи кои што ги превзема во рамките на асоциацијата,
за државата нема некоја Што превзема асоциацијата? Асоциацијата изминатава година работи на проект со поддршка од Европска унија во соработка со Голгрин, рурални жени од Преспа и Спирит оф Преспа, со фокус на подигнување на туризмот и развој на туризмот во Преспанскиот регион. Тоа е всушност за малку и руралните средини да ги подигнеме на повисоко ниво. Проектот се состои со тоа што веќе ние обучивме 3 туристички водичи, ги сертифициравме и ги насочивме кон птичарење и астрономија, нешто што е малку поинако вид на туризам за разлика од останатите класичните вински, екотуризам и така натаму. Меѓутоа тука се соочуваме со проблем на недоволно сместувачки капацитети. Токму во тој регион? Токму во тој регион, да. Така што инфраструктурно малку повеќе е проблем во тој дел. Да. А освен во тој дел, ако зборуваме за инфраструктурата и за условите кои што се погодни за туристите, имаме ли некаков сличен предизвик и во останатите делови кои што меѓу другото ги привлекуваат туристите? Апсолутно, да, имаме. Каде? Па имаме проблем, пример во главниот град, немаме доволно сместувачки капацитети. Доколку, например, некоја тура завршува во Скопје, а нема хотел за да се смести групата, мораме да ги носиме надвор од Скопје. Пример, Велес. Што бара посебна логистика, организација. Да, точно. Да. Значи, расте бројот на туристи, а не расте бројот на сместувачки капацитети. Значи, секаде, не само во главниот град, и во Охрид. Секаде. Каде се гледа решението за тоа? Се превзема ли нешто на тој план? Во каква координација или се надеваме ќе во координација со кого би требало тоа? Координација со државата, меѓутоа на жалост приватниот и јавниот сектор малку слаба иде координацијата. И сега со трансформација на Министерството за култура во Министерство за култура и туризам се надевам дека ќе го видат потенцијалот и колку е битно да се има тој стратешки документ за да може да се насочи и да се поддржи секторот. Така што од една страна, од друга страна треба малку да се свести, да се подигне нивото за екотуризмот, оној што го спомнаа во анкетата, затоа што првенствено прво ради нас, како жители, второ, многу е лош фидбекот од туристите. Да. Ние ќе направиме се, приватниот сектор и државата да се вклучи за побрз развој, меѓутоа, колку и да се трудиме да направиме, ќе дојдат туристите, меѓутоа нема да се вратат. Моменталната слика што ќе ја видат кога ќе дојдат, за кој што сме одговорни сите ние, веројатно го оддава тој прв лош печаток за кој што не сме слушнале прв пат од например вака наши гостувања и гости кои за жал ги слушаат тие мислења на туристите. Добро рековте, ќе се направи и од ваша страна и од страна на државата, но не може толку да се направи колку што може да се извалка или да се остави отпад од секој од нас и од тука веројатно кога ќе се направи таа долго очекувана стратегија, ќе се спомене и тој дел да некако се зголеми и свеста кај граѓаните токму за тоа. Ние знаеме да го искоментираме тоа, но некако во пракса секој од нас треба да биде во секој дел од денот, особено кога има отпад, да знае точно каде на кој начин тоа треба да го направи. Ги споминавме туристичките водичи, односно обучувањето на туристички водичи. Јас и пред да влеземе во живо или во етер со разговорот, во студиото ве прашав за тоа како и на кој начин се обучуваат туристичките водичи, со оглед на тоа што многумина ваши колеги споменале дека постои недостаток на туристички водичи кај нас. Како се обучува еден туристички водич и ако споменаме конкретно за нешто што е поразлично или дополнителна обука, како што споменавте за во Преспанскиот регион, тогаш што се е потребно? Значи, кои се критериумите, на кој начин тоа се одвива, колку време е потребно, затоа што и тоа е процес, а ние очигледно се соочуваме со недостаток. Нема посебни услови за обука на туристички водичи. Има предност доколку кандидатот има завршено на еден од факултетите за туризам и угостителство, тогаш некои процедури се олеснителни во поглед на финансиска поддршка и на материјалите за полагање, меѓутоа нема никаква филозофија. Доволно е само да се има желба, да се појде да се пријават, ги добиваат материјалите, учат, слушаат предавања и потоа се сертифицирани туристички водичи за на крајот да се појде во Сдруженијето на туристички водичи, да може да го добија тоа картунчето што е соодветно во случај да дојде инспекција и тоа е тоа. Нема никаква филозофија.
А има ли интерес, што е исто така важно? Кој ви е впечатокот? По последното, јас што имав можност да го видам, нема на жалост интерес. Нема. Воопшто за туризмот, за туристичките работници нема интерес. Многу е намален капацитетот, многу е намалена работната сила. Знаете како, со текот на годините да се зголемува работата, се зголемува туризмот и обемот, меѓутоа работна сила има се помалку и помалку. Поготово професионална работна сила. Не, тоа е нешто исто што треба да се стави фокус, за да може да се обучат нови луѓе, да се посвети внимание ако треба, дури и во стручните училишта. Да, и да се поттикне интересот. Да се поттикне за упис, затоа што мислам дека последните генерации сме ние кои што излегле од тие училишни клупи, од тоа стручно училиште, кои што се уште активно се занимаваат со оваа струка, а интерес веќе речиси и да нема. Марија, исто вие сте оперативен менеджер, како што спомена во Balkan Prime Tours. Balkan Prime Tours, кој што често пати и Владко Сулев, колегата, бил гостин и сме разговарале на различни теми во однос на активностите. Што се случува во моментов, кои се активностите и ќе се надоврзам на темата за водичи, со глед на тоа што ми споменавте дека ете вие сте дел сега од тој процес. Ако зборуваме за интересот, за поттикот, за љубовта конкретно кон таа професија, за сите оние кои што не гледаат или кои што можеби пак исто така имаат желбата, може да пренесеме малку искуство и впечатоци. Кои се активностите моментално што се случуваат? Па моментално, мислам, ова е период веќе на сајми, на промоција. Нашите колеги моментално се на промоција во сајмот за туризам во Париз. Потоа мислам дека следи сајмот во Скандинавски. Има поголем број активности, да, како што ни спомена и Владко, но поголем број активности. Ќе сакаме тоа откако ќе се вратат да го споделиме со гледачите и со фотографии и со се, затоа што тоа е и дел од промоција на нашата земја надвор од границите. Јас тука би се надоврзала дека асоциацијата сега работи активно за промоција на државата. Организираме роучуа во Скандинавија и во Азија. Крајот на октомври ќе бидеме во Копенхаген и во Стокхолм. Тука имаме голема поддршка, мислам дека Владко тоа повеќе пати го има напоменато од швајцарската амбасада, од СИПО програмата, од Turkish Airlines и од ТАФ аеродромот во Скопје. И крајот на ноември сме во Азија, во Тајпеј, Сеул и Токио, со помош на Turkish Airlines. Знаете како, се е со цел за промоција на Македонија и да се донесат туристи, меѓутоа не било какви туристи. Поинтата е да се донесат квалитетни туристи, некои кои што ќе остана тука, да не бидат оние, да, статистиката покажува дека нашите соседи се нели најчести гости за разлика од турците оваа година кои што се статистиката покажува дека тие се најбројни. Меѓутоа тие се транзит туристи. Тие или доаѓаат на една дневна екскурзија или доаѓаат на 1 до 2 ноќи максимум. И немаат толку економска моќ за да потрошат и да придонесат во нашата економија. Така што тие пазари се малку тешки за освојување и ќе дадеме се од себе да можеме да придонесеме нешто, да ги привлечеме. Да, треба поддршка и треба еден начин како тоа да се реализира. Ако зборуваме за туристите кои што се најбројни и статистиките кои што барем ги гледаме преку информациите од Државниот завод за статистика, е процентот на туристи кои што ја посетиле нашата земја и кои поточно, и според последната статистика токму турците се меѓу оние најбројните. Нели не е тешко тоа да се забележи кога ќе поминеме низ центарот на градот, но јас би прашала кои други туристи се побројни и кои се почести во овој период. Ние да речеме за летниот период, ако зборуваме. Летниот период. Па имаме, мислам, пошто ние работиме доста со французи, има доста французи, само што например тие се концентрираат повеќе Охрид. Имаме шпанци, тие се доста бројни, сега имаме и летови директни. Така што ја мислам дека ќе се зголемува бројот. Да. Вие, Марија, работите со тури, со кои што доаѓаат од надвор, така можем да го поставам прашањето која е разликата, например, кога ќе дојде една тура од Франција, која е разликата кога ќе дојде една тура од Шпанија, дали имаат различни барања, дали имаат различни желби, па на крајот на криштата и различни
впечатоци од тоа што го виделе и што го посетиле? Нешто што е дел од вашето секојдневие при комуникацијата со тие туристи, бидејќи токму преку таа блиска работа може да се долови кој е нивниот впечаток. Дали би дошле повторно, дали не и каков глас ќе не бие меѓу другото таму каде што ќе се вратат? Па според мене најдобри туристи се французите. Да, зошто? Може би се најзахтевни, но се добра убава клиентела. Обично тие имаат комбинирани тури, Албанија со Македонија и некогаш и чиста Македонија, и досегашното искуство се враќаат. Значи, не се некои, мислам, повторно се враќаат во нашата држава. Значи, се задоволни. Да, интересно е тоа што токму од земјите кај што доаѓаат некако точно знаат што сакаат, и веројатно од турите кои што се предвидени точно знаат што е тоа што го одбрлеа, меѓу другото сакаат да го видат и да го доживеат. Во ова дигитално време во кое што живееме, нели дигитализацијата и маркетингот, дигиталниот маркетинг играат особено важна улога, да речеме клучна улога. И нели би сакале да бидеме некаде рамо до рамо, можеби ако не со европските, барем со земјите во регионот во однос на тој дигитален маркетинг и таква промоција на нашата земја, па докаде сме со тоа и што прави Националната асоциација на тоа поле? Националната асоциација моментално има обука со тоа, меѓутоа тука не зависи од асоциацијата. Значи тоа сепак зависи од државата, каде што ќе може, нас не треба една централна дигитална платформа. Затоа што моментално сите информации кои што може да ги добијат туристите за Македонија се фрагментирани. Објава од општина, објава од министерство, објава од асоциација или од самите туроператори. За таа цел нас не треба една централна дигитална платформа каде што ќе може да се интегрираат сите информации. Се надевам дека ќе се воведе нешто во скоро време со оглед на тоа дека сега има солидирање на структурата во Министерството за култура и туризам и дека е ставено во акцијскиот план за наредна година. Меѓутоа, таа централна дигитална платформа нас ќе ни даде можност да се представиме како бренд, за да може да бидеме препознатливи и во регионот и на интернационалниот пазар. И нешто што до сега веќе требаше да се реализира. Да. Но ете, како и за другите останати работи за кои што зборуваме, така и за ова се уште така поспорано да се надеваме дека можеби и наскоро и тоа ќе проработи, па ќе може и на таков начин туристите да се информираат, при тоа да бидат во текстот на што го нуди нашата земја. Прочитав дека магазинот Time Out го споминува Скопје, нашата убаво Скопје, што често е подценето и од самите нас, како најподценувана дестинација. И тука не сме само ние, односно не е само Скопје, тука се и други градови од Европа, па и од светот. Тоа е според нивниот заклучок на уредништвото на тој магазин и се споминува дека Скопје е навистина град кој што треба да се посети со одлична архитектура, со старата скопска чаршија, спомената матка е спомената, нешто што е нели често посетено од страна на туристите кои што доаѓаат. Дали вие имате впечаток дека Скопје конкретно, бидејќи Скопје е споменато, не аз би рекла и генерално нашата земја, дека е подценета како дестинација, дека имаме многу што да понудиме и што да представиме на туристите, но некако пред се и од самите нас тоа не е толку експонирано. Многу. И Скопје и воопшто нашата земја има многу што да понуди. Ние не треба да смислуваме приказни. Значи, ние само треба да знаеме како тие приказни квалитетно да ги спакуваме и да ги презентираме. Тоа е тоа за промоцијата што го зборуваме. Јас искрено не сакам онаа споредба затоа што веќе на сите ние преку глава со Словенија. Меѓутоа Словенија нема приказни. Да, нема приказни. Нема, смислуваат од една пеперутка која што има и која што ја заштитиле. Да. Кај нас има колку ендемски видови на матка. Матка е на жалост во лоша и очена состојба во последниве години. Така што има многу работа. Многу работа има. Треба. Да, и тоа е оно имидж кој што на неоткриена земја, на неоткриен град, сакаме да го тргнеме. Треба да се работи, да биде
не Скопје, Македонија да биде претпознатива на интернационалниот пазар. Секогаш кога имам вакви теми, ме интересираат коментарите од туристите кои што ги даваат. Затоа, Марија, кои најчесто коментари, кога се случува и се реализира турата, најчесто се добиваат за одредено место, пример може да е тоа и за кој ќе вкусат нека храна, македонски специјалитет или нешто слично. Што највеќе ги фасцинира? Па највеќе ги фасцинира храната, воодушевени се од храната во нашата земја. Исто, значи, туристите многу го сакаат Охрид, исто и Скопје. Гостопримливоста, нашата гостопримливост, мислам дека тоа, пошто имаме во секоја понуда имаме обично посета на локална фамилија и се воодушевени од тоа како се примени. И со тоа можеме да се пофалиме, така да се види тој начин како функционира едно македонско семејство или тоа автентична гастрономија која што може да ја доживеат гостите. Мислам дека само кај нас. Да. И веројатно треба да се работи на тоа кога ќе се прават тие некои можеби да речеме и забелешки од самите туристички водичи, но и од она кое што го постакуваат или на кое што целат тие туристи. Негдека пред крајот би прашала само уште малку за тие роуд шоуа, не дообјаснивме. За какви роуд шоуа станува збор и што тоа треба да придонесе, или да речеме, во тековниот период, значи во следните години за развој на дојдовниот туризам. Целта на роучоата е да се испромовира Македонија како дестинација и да ги привлечеме тие, како што напоменав, гости од Скандинавија и од Азија кои што се прилично тешки за да ги привлечеме тука. Скандинавците имаат малку поинаков начин на функционирање и таргетирани земји за посета. Планот е да се испромовираме, учествуваат неколку туроператори, представници од членови на асоциацијата. Ке имаме представник од Министерство за култура и туризам кој што ќе изврши таа презентација, за да понатаму некаде во април месец планирани се фам-трипови, сите оние што се заинтересирани да ги донесеме тука и всушност да им го испромовираме на лице место она што ќе го прикажеме таму. Се надеваме дека ќе бидат успешни роучоата, плодовите ќе се видат после неколку години. Не може наеднаш, затоа што секој пат со туризмот моменталната работа се гледа после неколку години. Да. Како сакаме да ги привлечеме? Што ќе им понудиме во таа презентација? Што сакаат тие, што им нудиме? Скандинавците сакаат авантуристички туризам. Не сакаат луксус, луксузот го тераат они во зимно време, одат на екзотични дестинации. Летно време си водат домашен туризам, затоа што за кај нас има прежешко, така што идеални периоди во годината кога ние би ги привлекле би биле пролет и есен. И они се аутдор луѓе. Сакаат надвор да се цело време, сакаат авантуристички туризам. Тоа е нешто на кое што работи. Има што да понуди на тоа поле, така? Има доста. Има доста што да понуди. Да. Тоа треба да се направи стручно, внимателно, како велиме, професионално и да се стави токму тоа во фокусот и јас верувам и посакувам успех дека тоа така ќе биде конечно да просперираме во тој дел и да видиме што повеќе различни туристи или од тој дел од светот, а се разбира и прогрес во дојдовниот туризам. Ви благодарам за вашето гостување, верувам дека се чувствувавте пријатно со оглед на тоа што ви беше прв пат. Јас како домакин се обидов тоа така да биде и верувам дека ќе се видиме во следна прилика, се разбира со сите новитети кои што доаѓаат од оваа област